мојот одговор од досегашното дведецениско делување е не. Зошто нема да навлегувам во детали? Најверојатно затоа што политичките пазари на мегдан влијаат врз основа на квалитетот на животот и потребите на заедниците. Мојот одговор нема да го ширам во тој правец. Представниците на политичките партии на малцинските заедници секогаш биле ставени во служба на поголемите партии. Што се однесува до спона, ако нешто е буквално гордост на оваа организација, тоа е успешното одбивање на сите можни обиди оваа организација да се стави под некаков политички чадор и на власт, и на опозиција, и на, да кажем, дури некои други влијанија, структури и влијанија. Тоа е навистина макотребна борба, затоа што 2 децении вие сте незаштитени, а имате константни напади. И тоа е една, можам да кажам, страшна ситуација за луѓето кои вработат овдека, еден голем притисок, затоа што многу е лесно да бидете гласни, видливи, да делувате кога имате позадина и грб. А многу е тешко да бидете истрени во борбата кога знаете дека сте на една ветрометина. Затоа спона и во минатото имала добар дел и низ на години кога немала свој просторија канцеларија, кога била со основни минимални приходи кои дозволувале само издавање на едно списание со долгови во штампаријата до следниот проект додека не се покријат, и едни траурни моменти кога не знаете каде и што со луѓето, со работниците и се останато, затоа што на некоја одредена политичка структура или власт не сте биле по мерки или не сте сакале да ставите во одредена служба. За жал, и таа искрена и чиста мисија неретко било искористена во политички цели и во одредени места, дали било Кумановски регион или југ каде што сме помагале, дел од политичарите се труделе или нивни активисти да го злоупотребат тоа и да кажат дека таа помош е возбожена благодарение на нивно влијание, нивно лобирање, дека нема да добијат повторно нешто ако не гласат за некого. Тоа спона ја ужаснува и неколку пати сме излегувале со соопштение досега дека начинот на кој ние помагаме и работиме нема никаква определба со политичкото делување и нивната определба за кого ќе гласат. Нека гласат за кого сакаат, помошта искрена и чиста и доаѓа онаму каде што е потребна. Она што го гледаме ние на терен е сосема поинаку. За жал, нашето сандаче беше преполно со поплаки од луѓе кои биле спречени адекватно да бидат попишани и нивниот став да биде забележан така како што тие сакале. Не можевме да влијаеме, можевме само да го дадеме како одреден приговор. Мислам дека голема штета направи бојкотот на пописот во одредени средини. Спона имаше и свој билборди во централното градско подручје и во руралните средини со одредени летоци, дека слоганот гласеше: ако со ово 3 боje твое, не сакривај порекло своје. Требаше да луѓето буквално кажат што се и како се, затоа што тоа ќе беше на општо добро на целата заедница, бидејќи колачот кој го прават сега политичките партии во однос на распределеност во системот, процентот на слободни места по клучна заедници вработување и се останато, да не кажам од образование, како се гради таа структура до некои пошироки сегменти, мислам дека влијае кога процентот ви е намален како заедница. Мислам дека бојкотот направи одредена штета и покрај тоа што одредени политички структури овдека се залага дека ќе направат сопствен попис за малцинствата, такво нешто се уште не видовме, затоа мислам дека тоа е само на штета на заедницата. Меѓутоа велам, оние бројки кои што ние ги имаме на терен и она што е како официјално, сепак има некоја разлика, да.